Судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница влезе во завршница. На денешното рочиште беа презентирани последните докази, па за средината на идниот месец закажани се завршни зборови. За тешки дела против општата сигурност одговараат Флорин Бесими и Артан Етеми. На двајцата поранешни директори на болницата им се суди повторпат, откако лани повисокиот суд го врати предметот на ново судење. Одбраната појаснува дека со судењето не се бара одговорност за настанувањето на пожарот, туку за последиците кои ги предизвикал. Тврдат дека во болницата имало противпожарни апарати. За одбраната на обвинетиот Флорин Бесими не е спорно дека и во повторената постапка јавното обвинителство Тетово надвор од разумно сомневање не успеа да докаже дека обвинетиот заедно со останатите обвинети го сториле кривичното дело кој им се става на товар, затоа што во текот на постапката јавното обвинителство не изведе доказ од кој со сигурност ќе можеше да се утврди дека доколку бил употребен противпожарен апарат, пожарот би бил изгаснат. Бесими и Етеми во претходниот судски процес беа осудени на условни затворски казни од 1,5 година, кои ќе станат ефективни ако во следните 3 години го повторат делото. Болницата беше парично казнета со сума од 1 милион денари, а докторот Вучевски беше ослободен од вина. Пожарот во Тетовската модуларна болница избувна на 8 септември 2021, а објектот го проголта за помалку од 3 минути. Трагедијата одзеде 14 животи на луѓе кои се лекуваа од ковид и нивни блиски кои биле таму. Во потрагата по причините за несреќата се вклучија и германски истражители. Беше утврдено дека пожарот го предизвикал продолжен кабел за струја на кој бил приклучен дефибрилатор и полнач за мобилен телефон. Зоран Јаневски, Сител телевизија.